Денеска во спомен собата на поетот Ацо Шопов во Домот на културата во Штип, популарната актерка Весна Петрушевска ја промовираше нејзината автобиографска книга насловена Трофеј. Преку делото Весна Бејби раскажува за различните етапи од животот. Да се извинам што доцнев пред се. Обично не доцнам, но ложви пат од половина натака и така. Не се работи за книга која што е исполнета со жестина, која што има може да ве натера и да плачете, да се смеете, да ја почувствувате тагата која што реално јас ја чувствував. И има една единствена цела, тоа е да ја раскажам приказната и преку таа приказна да ја упатам порака до сите оние луѓе кои што се соочуваат со милион проблеми. Јас сум човек од крв и месо и на тој начин сакав да допрам луѓето да се идентификуваат, да бидат дел од нештата кои што може би клизат низ рацете, низ прстите и не обрнуваат внимание. Промоцијата ја отвори промоторот и издавач на книгата, писателката Винка Саздова, која истакна дека досега ваква искреност не сретнала ниту во било кое друго дело. Тоа е книга во која она не раскажува класично од своето детство па до крај до сегашниот миг, него следи си од свој живот, туку ги се насочува кон клучните моменти од својот живот. Она што фасцинира е искреноста. Јас досега не сум прочитала ниту едно дело, ниту една автобиографија, ниту една исповед толку многу искрена и вистините. Ова е, јас ја нареков книга што боли. Значи Весна буквално се разголува себе си пред публиката и чинам дека за тоа навистина треба голема храброст. Сите ние си ги криеме повеќе или помалку собствените болки, собствените страдања, собствените премрежиња повеќе или помалку. И што е најинтересно, преку оваа книга ние спознаваме веќе една друга Весна Петрушевска, не она што ја знаеме од екраните, од сцената. Во книгата Весна Петрушевска открива дел од својата интима, за повеќе аспекти од низиниот живот и многу други интересни работи. Ова е дело на кое нема да останете рамнодушни.